Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Председателот Обама денес заминува за Кливленд, Охајо, каде ќе изнесе втората од двете иницијативи за заживување на економијата. Од другите вести за најава го издвојуваме извештајот на BP за изливот на нафтата, што се очекува денес. Останете со нас. Председателот во Охајо ќе ги објави плановите за проширување на даночните кредити за истражување и развој, што ќе донесе заштеда од милиарди долари за малите бизнеси, кои се клучен фокус на администрацијата во напорите за економско опоравување. За ова многу повеќе читате на нашата веб страница. А британскиот нафтен гигант British Petroleum по 4 месеци истрага во извештај објавен денеска обвинува неколку компании и работни групи за катастрофата по нафтеното излевање во Мексиканскиот залив, не изземајки се себе си. Првата жена председател на Македонската патриотска организација, Андреја Фалушев, на маргините на 89-та годишна конвенција минатиот викенд во Детройт, сојузната држава Мичиген, во разговор за Гласот на Америка вели дека децата се иднината на организацијата во промовирањето на македонската кауза. Извештајот е на Јане Бојаджиевски. На редовната средба на најстарата организација на македонската дијаспора во САД и во Канада, главен акцент беше ставен на заедничката размена на искуства и идеи за иднината, а за минатото пак потсетник на почетоците. Но и на претходни конвенции и угледни гости, како американскиот амбасадор Кристофер Хил, поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски. Андреја Фалушев е председателка на Македонската патриотска организација, прва жена на чело на организацијата во долгогодишната историја. Вели дека ќе се обиде да инспирира повеќе жени да помогнат во промоцијата на македонската кауза. Која е иднината на МПО? Иднината на МПО се нашите деца. Ние сме 4-та или 5-та генерација македонци и се обидуваме на нашите поколенија да им го представиме јазикот, музиката, храната, културата. Што прави заедницата за зачувување на македонскиот јазик? Имаме така наречен ден за учење, целодневна настава во која децата учат македонски зборови и изрази, со што се надеваме дека ќе ги инспирираме да ја посетат Македонија и да помогнат за незината кауза. За прашањето за името и активниот спор со Грција и на старата организација на македонците има истав со другите од дијаспората. Знаеме дека актуелната влада во Македонија има знаење, ентузијазам и нема намера да го смени името. Ние го поддржуваме тој став 100%. Сакаме Македонија да остане Република Македонија. Со верба од минатото и поглед кон иднината, но и безрезервна поддршка за сопствената татковина. Ова е пораката од најстарата организација на македонците во Соединетите Американски држави и Канада. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт, Мичиген. Во САД, корпорациите и групи на активисти редовно вршат влијание врз Конгресот и извршната власт во донесувањето на одлуки од јавен интерес. Лобирањето често се критикува како промоција на специјални интереси врз грбот на јавноста. Ова е трет сегмент од серијата во која донесуваме колку вткаено во ткивото на Вашингтон е лобирањето и како во него активно се инволвирани странски корпорации, па дури и влади. Во Вашингтон, зборот лобирање значи напор да се влијае на легислативата или владината политика. Ова се прави преку контакт со Конгресот и со одделите на извршната власт. Лобирањето е огромен бизнес, со речиси 3,5 милиарди долари потрошени на тоа во 2009-та. Законите и регулативата може да бидат толку сложени, што се потребни легии на адвокати да ги објаснат и да направат стратегија за нивно менување. Адвокатските канцеларии, ангажирани во лобирање, овие услуги ги вршат за нивни клиенти. Патон Бокс е една од најпознатите во Вашингтон, каде Николас Алард вака ја објаснува нивната работа. I wouldn't and you wouldn't try to do a root canal on ourselves.
Како за болекар, нема да чистите забен корен сами на себе. Ви треба стручњак, затоа постојат и стручњаци адвокати, лобисти. Дали за пари или про боно, сеедно. Тоа е експертиза, анализа, совети, експертска адвокатура. Дел од таа експертска анализа е способноста да се најдат клучните луѓе кои донесуваат одлуки. Новинарот Тим Карни од весникот Вашингтон Екземинер објаснува зошто познавањето луѓе е важно за успех во оваа област. Most of the time, a lobbyist might be somebody who used to work for a particular congressman. Многу често лобисти се луѓе кои работеле за конгресмени. Конгресмените сакаат да се среќаваат со нив зашто знаат дека нема да им го губат времето, дека се добро информирани или добро едуцирани. За тоа се работи. Како и во политичките кампањи, лобирањето инволвира правење и пренесување на така наречени пораки наменети за законодавците и регулаторите, во надеж дека ќе влијаат на нивните одлуки. Вашингтон е бомбардиран со вакви пораки од различни медиуми. Еден пример за тоа е борбата меѓу два производители на авиони, Боинг и Airbus од Европа, да добијат лукративна сделка за нови танкер авиони на воздухопловството. Пораките одеа не само преку лобисти, туку и на телевизијата, во весниците и други медиуми. Странски компании беа вмешани, па дури и цели држави во користењето лобисти за вршење влијание во Вашингтон. Лобистот Алард од Патон Бокс вели дека меѓународната инволвираност е нормална со оглед на фактот што најголемиот дел од политичките прашања се глобални. Климатски промени, регулирање на финансиските служби, например, сите сваќаат дека по нив не вреди да се настапува унилатерално. Се додека има интереси да се заштитат, профит да се направи и права да се наметнат, ќе има луѓе кои ќе се обидат да влијаат на легислативата и на регулативата. Понекогаш чесно, понекогаш не. Многумина го знаат Мајк Илич, бизнисмен од македонско потекло во САД. Гледајте утре што кажа тој за гласот на Америка. Утре во Newsflash. Дали ќе ги купи Детройт Пистонс? 1-1 со Мајк Илич, американски милиардер од македонско потекло, кој е на листата на магазинот Forbes. Иконата на Детройт говори специјално за гласот на Америка. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.